почитувани гледачи, добредојавте во новото видео издание на порталот Работник. Денеска наш гостин е координаторот на трудовиот сектор на Левица Бобан Кочовски. Бобан, ти благодарам што ја прифати поканата да гостуваш во нашата емисија. Благодарам што ме поканивте. Така. Денеска ќе отвориме повеќе прашања во рамките за работниците, бидејќи нели Левица е работничка партија и ги застапува интересите на работниците во Македонија. Па првото прашање би било колку правни случаи води Левица моментално за работници и колку од нив се произлезени од ковид кризата? Јасно. Па да, како што кажа и ти самиот, Левица е работничка партија која што се грижи за правата и интересите на работниците. Иако знам дека јавноста повеќе не гледаше периодов за други прашања како за пописот, како за националниот идентитет и сите тие работи, но сепак останува фактот дека ние цело време континуирано помагаме на работниците. Конкретно за тоа колку случаи ние ги водиме пред судовите, во моментов се два случаи. Тоа се случајот за АД Стоби од Велес, каде што останаа без работа над 250 работници. Тоа е случај во кој што за жал тече многу бавно, необјасними причини. Основниот суд во Велес веќе цела година ја стагнира целата постапка, па се надевам дека за брзо време ќе има правна разрешница. Другиот случај е случајот со Три бисери, тоа е угостителски објект од Скопје, каде што работниците веќе ги добија првите позитивни пресуди. Тоа е ексклузива за вашиот портал, кое што до сега немаме кажано никаде. Се надевам дека до крајот на април 2021 година сите работници кои што се дел од постапката ќе ги добијат своите пресуди и нели се ќе биде во најдобар ред и дека тие ќе ги добијат своите побарувања. Сега, значи, сакам да спомнам владата како се справи најнапред во почетокот од пандемијата, па ќе се надоврзам со нашата работа. Именно, значи, не можем да обвинам дека било кој можеше да претпостави какви деструктивни последици ќе има ковид пандемијата, но можем со мирна совест да кажем дека можеше да се намалат ефектите кои што ги имаше самата криза кон работниците, работните места, економијата и слично. Видовме дека со уредбите со законска сила се носеа разни предлог уредби, односно уредби кои што беа усвоени од страна на владата, кои што се однесуваа на бифтеци, чоколади и слично, а за работниците имаше само минимален број на уредби кои што реално и немаа некој големо значење. Сега знам дека и голем дел од јавноста е веќе упатена со тоа ние што го работиме, но сепак ќе повториме и сега. Левица во пандемијата, односно на почетокот од пандемијата, имаше полни раце работа. Јас заедно со мојот тим во трудовиот сектор работевме по 18 часа на ден, каде што дававме бесплатни правни совети на над 15.000 работници. Секако тоа беше придружено со пријави до Државниот инспекторат за труд и неретко медиумски ги експониравме нивните проблеми. Така. Во ред. Инаку да кажеме и Работник ја објави приказната за поранешните вработени од Три бисери. Добро е да се слушне дека ги добиле првите позитивни пресуди. Сега би се навратил, би навлегол малку подлабоко за работничките права. Зашто најмногу работниците се пожалија во овој тековен период и кои права од работен однос најмногу им се прекршиле? За најмногу нели во ек на пандемијата? Да. Во однос на ова прашање, прво сакам да спомнам дека самиот систем е против работниците во Република Македонија. Работниците се жалат буквално на се, не поради нивна вина, не заради тоа што тие сакаат да се жалат, туку заради тоа што тие немаат никаква заштита, тие немаат никаква поддршка од никоја страна.
ниту од владата, ниту пак од некои претходни влади, ниту пак од законодавството, ниту пак од инспекциите. Тие се оставени сами на себе. Работниците како работници секако дека се жалат на оние работи кои што се проблематични не само сега, туку изминатие 20 на 30 години. Конкретно проблем се неисплатата навремено на плати, на придонеси, неисплата на К15, работа за време на викенд, работа за време на празници. Голем дел од времето имавме ние пријави каде што не се почитуваше породилното. Имаше ситуации каде што им беше наложувано на работници да работат ноќ или пак беа присилувани да потпишуваат бланко листови за разни работи кои што системски се случуваат не од сега, туку од пред 10 на 20 години. Владите изминативе 20 на години се само продолжена рака на системот. Самиот систем како систем е капиталистички, како што знаеме, ние можеме да бараме виновник и во законот за работни односи дека не е како што треба, дека требаат измени, ние можеме да бараме виновник и кај институциите. Лично јас сметам дека проблемот е самиот систем кој што ги прави богатите побогати, а сиромашните посиромашни. И сега во таква ситуација ние ги оставаме работниците да бидат ставени во улога на робови на 21. век. Тоа треба да се смени, тоа мора да се смени, заради тоа што реално во нашава држава нас не ни требаат некои фиктивни реформи или некое си реформирање, туку нас ни треба целосно трансформирање на системот во насока на подобрување на правата и интересите на работниците. Значи пред се на работниците, а после се останато. Така. Во периодов актуелно е законското решение кое што треба да се донесе за недела како неработен ден. Имаше многу различни реакции во однос на ново законско решение. Се уште се пречката е тоа кој треба да работи, а кој не треба да работи во недела. Еве, видовме дека Министерството за економија вели дека угостителскиот и туристичкиот сектор треба да работат во недела, додека министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска смета дека само највиталните сектори треба да работат овој ден. Кој е ставот на левица околу овој околу ова законско решение и како гледате на истото? Пред се морам да упатам критика кон работењето на Министерството за труд и социјална политика, министерката Шахпаска и владата на Република Македонија, поради тоа што тие веќе најавија дека недела е неработен ден. Тоа е ноторна лага, заради тоа што гледаме дека во моментов работниците уште одат на работа во недела. Недела се уште не е прогласен неработен ден, а тие така триумфално земаа, го најавија, буквално се истераа некои пиар стратегии нивни преку нивните механизми кои што добро знаеме како функционираат и како се насочени. Можам со мирна совест да кажам дека тие само шираа лажни вести и дезинформации преку кои што ги манипулираа нашите граѓани. Сега, значи, мене лично не ми смета што они нас не лажат за такви некои нивни изјави, туку ми е криво што они мислат дека народот нив им верува и дека не ја гледа реалната слика во Република Македонија. За нашиот став како партија за недела неработен ден, секако дека ние се залагаме работниците да имаат повеќе време за нив, секако дека сметаме дека недела не само што треба, туку мора да биде неработен ден. Сега во однос на тоа што го спомнавте, дали сите да бидат иземени од овој, мислам не да бидат иземени, туку дали да бидат дел од овој предлог. Јас сметам дека е потребно само оние кои што се суштински потребни дејности да бидат опфатени, односно полицијата, пожарникарите и брзата помош. Секако за нивното работење во недела треба да се предвиди воведување на двојна дневница, каде што тоа ќе биде соодветно компензирано. За сите останати би требало да се отвори најнапред диалог, кои се најбитните работи од тоа они што сметаат дека треба да се направи, но сепак
личен став мој е дека треба неделот да биде слободен ден за работниците.